дали се работи честно или не, треба тоа органите. Други кои што се платени за таа работа да решат. Јас само кажував во моментот, значи од декември, кога стапив на должност 2002, негде до јуни, кога дадов оставка 2004, ние наследивме Телекомот со многу акти, кои што формално правно, согласно договорот за купопродажба, согласно договорот за концесија, договорот за акционерство, статутот, фактички ние работевме тоа што беше зацртано во особено договорот за купопродажба, значи консултантски услуги имаа до 2006 по 5 до 7 милиона годишно да трошат, може да ги зголемуваат цените, може да прават аутсорсинг или прогласување на технолошки вишок. Особено многу симптоматично беше да можат цените да се зголемуваат. Ние бевме 10 члена на бордот, 4 од македонската влада и 6 од странците, и во главном одлуките беа 6:4 на наша штета, али се идеше согласно тие акти и се инсистираше и така се носе одлуките, да ви кажам. И едноставно, барем ако нешто, некои бенефите, благодарение на синдикатот на Телеком и ние во бордот успеавме тие што ги отпуштија 1000 и нешто работници, барем да отидат со многу добра соодветна компензација. Инаку, ако се инсистираше оноа, тогаш законот предвидуваше 12 плати, мислам дека многу лошо ќе беше примена во македонската јавност. Имавте во судница, кажавте дека сепак како одбор на директори сте ги читали ревизорските извештаи, сте имали уви што се правило во Телеком. Имате ли било какви сознанија за она што го тврди обвинителството дека сепак постоело корупција на македонската? Видете, јас зборувам за нешто до јуни месец 2004. Колку што гледам, предмет на овој спор се акти, документи, договори од 2005 и од 2006. Ние имавме увид, тоа и само како генерални бројки, која се усвојува завршната сметка, едноставно колку е исплатено. Бидејќи сите услуги повторно, согласно статутот, значи се што е над $1.000.000, одлучуваше бордот. До $1.000.000 одлучуваше главниот извршен директор. Значи ние немавме нити увид, нити учествувавме во процедурата за ангажирање на тие консултанти за тој износ на средства. Едноставно ни беше одговарано, поставувавме прашања, поготово еден член на бордот, на секоја седница на бордот поставуваше прашање, како добивавме одговор согласно договорот за купопродажба, согласно статутот, тоа е надлежност на главниот извршен директор и он ги исклучува тие договори и врши реализација на истите. Во своите излагање истакнавте дека во некои ситуации, додека сте били председател на бордот на директори, иако сте били председател на одборот, некои преговори се одвивале помеѓу представници на Стоунбридж на Камени мост телекомуникации директно со представници на владата. Како што рекоше вие мимо мене. Работи и зошто така, дали има советници, значи се она што беше особено кога се договараше за висина на доиведенда и она, не се идеше преку нас, туку се имаше македонски, мислам Стоунбридж, имаше ангажирано советник кој што преку него контактира со представниците на владата. И ние само ќе се каже, се доне, например, за првата година, прво они понудија €1.000.000 дивиденда, после овие преговори 16 милиона евра беше за македонскиот дел. Јас мислев дека е многу малку, бидејќи тогаш профитот беше околу 180 милиона. Мислев дека они се вадеа на тоа, пак на тие акти, дека мора да инвестираат нешто. И нашиот дел беше 16 милиона. Сега замислите колку беше нивниот дел од профитот. Добро, во каква остана оваа ситуација? Дали во други тие консултантски услуги се користело овој метод на работа? Мислам не. Тоа се користеше и се знае кои биле советници, кои беа советници? Добро, знаете вие, не би сакал се ги имења да спомнам. Професоре, само што кажете ни, во принцип претседателот на одбор на директори е назначен од владата? Не, по предлог на владата собранието на
на Македонски телеком собранието на акционери ги избира 4 представници на за членови во бордот на директори. Велам за председател на одборот на директори. Не, значи предлог на владата е, а собранието, формално правно собранието на одбор на Македонски телекомуникации ги именува, ги избира членовите на бордот на директори за македонскиот дел. Тогаш нашиот дел беше 49. Кој ќе биде председател, кој избрашен или Па вие? владата, јас бев Така. председател, од прилика она ги кажа 4 членови со тоа Така. кој, но формално одлуката е на собранието на акционери, бидејќи тоа е акционерско друштво, со кое што мнозински пакет има странскиот партнер. Прашањето ми беше околу ветото што го има председател на Да. одбор на директор, односно златна акција, што се Да. вика. Дали може во ситуација кога се сомневате во некоја одлука да се реши нешто со тоа право Не на може, вето? не може бидејќи во статутот е тоа регулирано, тоа статутот е од 2000 година, знаете, каде што е кажано само во 2 случаја. Значи едниот случај ако се продава компанијата повеќе од 20% и вториот случај за ребрендирање, да се смени името. Само во тие 2 случаи се има право председателот на борд на директори може да ја стопира таа одлука, односно таа златна акција, право на златна акција.